Утре одмрзнуваат цените на основните производи. Владината мерка истекува. 2 месеци откако беше донесена како обид да се заузда галопирачката инфлација и намалената куповна моќ на граѓаните. Земјоделски производи, белиот и полубелиот леб, брашното, маслото за јадење, јајцата, оризот, тестенините, млекото и млечните производи, како и хигиенските производи, како пелените, тоалетната хартија, влажните марамчиња и влошките од утре ќе чинат онолку колку што ќе одлучат трговците. Дел од граѓаните стравуваат дека им следи нов ценовен шок. Знаме дека ќе се одмрзнат цените. Кажете ми, загрижени ли сте дали ќе поскапат производите? Па да, загрижена сум нормално, ја пензионерка со пониски примања и така. Па сум загрижен. Да, пошто производството намалува и мислам дека ќе поскапат производите. Економијата ќе си го каже своето, треба да има конкуренција во се. Кога има конкуренција, има производство, цените паѓаат. А ние што правиме? Се обратно правиме, тоа е работата. Некои производи само што ги нема, што уценуваат трговци, не може да се деси тоа. Нема да поевтинат, него ќе поскапат. Значи не останува за друго нешто да си посветиме, да одиме на лекар, да лично за себе. Ошто немаме финансиски, не сме добри. Додека траеше мерката, дел од трговците се соочија со огромни казни зашто не реагирале навреме, а дел од нив дури ставија и клуч на врата. Реакциите во јавноста за замрзнувањето на цените беа поделени. Мерките за замрзнување на цените многумина ги поздравија. Дел порачаа дека биле задоцнети, додека пак имаше и критики дека со нив се нарушува слободниот пазар. Од владата се утешителни пораки. Министрот за економија Крешник Бектеши вчера порача од нивните пресметки кажувале дека цените нема да пораснат, туку напротив имало простори да се намалат. Вели дека ќе продолжиле со контроли и ќе ја следеле ситуацијата. Анализите на Народната банка покажуваат дека годинава инфлацијата ќе забави и ќе се сведе на едноцифрен број, односно ќе се движи од 8 до 9%, но и натаму ќе остане висока.